Благодарам, почитувана пратеничке. Парламентот е местото во кое што се бара одговорност. Јас сум денеска тука пред вас и слободно, врз основа на вашите аргументи, според вашите кажувања, можам да очекувам дека ќе ме разрешите на крајот од седницата и постигнувате целта која што треба да ја постигнете. Само една работа, воопшто мислам дека не е точна, не е јасна и така натаму. Прво, погледнете ги добро законите за државјанство и ќе видите кој, како и на кој начин добива државјанство и дали овие кои што фалсификувале пасоши имаат такво државјанство. Не. Значи, немаме таква работа и во однос на тоа, мислам дека кога се говори за лична одговорност, јас можам лична одговорност да имам во тој момент, ако се случуваат криминални активности, а јас не покренувам постапки, односно работи Министерството за постапки. Па ако имате, не знам, фалсификување на пасоши и на лични карти, да нема одговорност за таа работа. Ние имаме оапсени луѓе и поднесени кривични пријави. Можам да одговарам ако ги гледаме, а не ги апсиме оние кои што шверцуваат дрога, оружје, мигранти и така натаму. Можам да одговарам исто така ако не ги користам парите на даночниците во Македонија, така како што вие сте пропишале во буџетот како собрание и не ги подобруваме условите за работа и така натаму и така натаму. Значи, ако треба да се одговара и да се има одговорност, треба да се има одговорност во моменти кога навистина од некаков намерен, па дури и ненамерен пропуст, вие тоа го правите. Меѓутоа, никако сметам дека не треба да се носи одговорност за нешто ако превземате и нешто ако правите. И впрочем, тоа што го спомнувате и специјално јавно обвинителство, и овие сите кривични пријави, и се она што се случува, и се она за кое што сме се бореле, е сработено од истражители од Министерството за внатрешни работи. Сите тие до една истрага која што е направена, кога ретко кој можеше во тој момент да се прикаже дека е член на опозицијата. Јас со мојот тим бевме во Министерството за внатрешни работи и тони хартија предадовме во обвинителство за тие многобројни предмети кои што ги возеше специјално до јавно обвинителство. Тоа време на неказнивост, па макар и на политички службеници помина. Тоа време е поминато. Само неколку факти. Не може да биде јасно. Ова е човекот кој што е вработен во МВР, кој што на снимка се гледаше како шмрка кокаин. Седи со председателот на ВМРО во Прилеп. Тоа е истиот оној со кој што заедно ја поднесовте интерпелацијата. Или седи заедно со градоначалникот бивши на Прилеп. Тоа е неказнивост и непринципиелност. Да се гласа за интерпелација, да се поднесува интерпелација заедно со оние луѓе кои што ја направија оваа слика во собранието на 27 април. Кога ќе говорите за принципиелност, погледнете го Села која ќе седне до вас и тогаш можеме да збориме за принципиелност во однос на станите. Благодарам.